Jaz sem Viktor Vučkovski, zdravo. Počnahме dvajca, jaz i drugar Igor Antov, no ние не сме првичните основачи на Зборци, значи Зборци е основано 2014 година во Цреша на најнормална пијачка помеѓу четворица тогаш први, да ги кажам, основачи на внатрешна јазична револуционерна организација, или оние викаат ВЈРО, Румена Божаровска, Огнен Чемерски, Илина Јакимовска и професорката Татјана Евтимовска. Тогашната нивна идеја е освежување на македонскиот јазик, да му се даде една нова слика која ќе одговара на новите феномени, на новите потреби и така, една доста романтизирана приказна, ама нивната приказна завршува, мислам, почнува, но не добива некоја форма, да речеме, почнува тогаш протести, едно друго, за жал Огнен починува и се тркала идејата, да ги кажаме, светот на идеите, додека не наоѓа нас сосема случајно или не случајно, лани оваа година во март, кога ние веќе бевме решени дека ќе организираме настан за македонскиот јазик. Настанот за македонскиот јазик прво тргна од одредена позиција, што ќе кажам, за нас беше дефанзивна, што ние сме доста големо друштво кој што пола луѓе не живеат во Скопје и кога се враќаа они кои не беа тука, мислам, Скопје, да ги кажам, кога се враќаа тука не можевме да водиме разговор кај што не користевме англиски. И сега тука се отвори првото прашање. Дали сме мрзливи на македонскиот јазик или пак немаме зборови за тоа? Испадна второто, дека сме испадна првото, дека сме мрзливи. И тоа беше еден дел од идејата на Зборци. Другиот дел за почетокот, односно за потребата што имавме ние замислено за зборообразување беше една моја внатрешна битка, еден мој антагонизам против постарите, против повозрастните во нашето општество. И тоа се навлеков на бумери versus джензи, сега ние едни против други, ама сето тоа кој им го зборев на нив на повозрастиве, не влагаше тоа во нивната глава, као бидејќи му кажувам бумер, и тоа за него значи нешто толку апстрактно америчко што не можеше да му влезе во главата и да има сенс. И тогаш го смислив Юго Сапиенс. И кога го смислив Юго Сапиенс, тоа беше за мене буквално онака revival mode, не знам што ми се деси. Им влезе нив у главата, нивниот логос почна, постои Юго Сапиенс, као не постои Југославија, ако сум ја Юго Сапиенс, значи не постојам ни јас и тоа имаше као, не знам, нека луда енергија, кај што веќе можев да ја обликувам, да ги обликувам и аргументира за нашава и нивната генерација. И од тука почнав да сваќам чека, значи дека ако додадеме нешто ново во символниот породок, тоа некако може да влијае во општествениот породок. И викам да, означувањето нивно сега е ова. И вториот збор што го смислив беше просторитет. Зашто ни треба простор за младите да може да просперираме. Тоа беше просторитет и некако тие два збора беше мојата поделна точка. На Иџе беше враќањето или невраќањето во Македонија. И плюс инспирацијата од германскиот јазик, пошто он вика германците имаат збори за фугата на третата плочка во четвртиот квадрат од вецето. И поради тоа нивниот јазик го обликува и нивниот систем. Така да целта не можам да ја дефинирам, да кажем која е целта. Едноставно сега стана некоја приказна каде што се пласираат нови зборови, кој од нив ќе заживее, кој од нив не знам, али мислам дека е еден позитивен коректив за чување на македонскиот јазик. Веројатно прв ќе биде просторитет, втор ќе биде мислоред и трет, што не е објавен, односно не знам дали ќе објавиме, е душница. Односно дека си барам спас и лек за мојата душа, не ми треба болница, не треба душница. Склоност кон правење греф со еден спор. Не знам, блуд мене не ми се свиѓа никогаш. Склоноста кон правење греф со еден збор, па постоење ми кажат, дека во познаењето има одредена склоност да правиме греф. Добро, објавам ви збор за ова. Не го знам, душто грешен, да.
leverage дефинитивно. Gaslighting, таа е фраза, да, gaslighting сум мислел. За фидбек очено онака сум викал фак, као нема фидбек, одглас што се не пробував, мислам повратна информација, дај ми повратна информација, као не ми влага никако, али тие се, значи, leverage, gaslighting и feedback. Имаш решение за тоа? Не сум нашол. Можем да ви дам фидбек на прашање, ќе биде идеално. Пошто тоа многу често ни се дешаваше као луѓе што ги познаваме. Ај за ова збор као да седиш сега ти и да си машина за зборови так да ги смислуваш зборчките. Тоа некако ние дали доаѓа и природно за некои зборови, за некој нака сме си репо 5, 16, 17 сати збор да си мислиш од, например, за општа умност, таков ден кажеш од 18 сати дебатиравме за дали може таков збор воопшто да биде прифатен во македонскиот јазик. Па не знам. Знаеш, не може да ја пресметаме таа работа никогаш. Мислам дека има некои зборчиња, мислам дека многу лесно некако си го најдам местото и например мислорот како збор многу пати дошол до мене. Од друга страна, сега не дека сум седел и некој кажал мислорет, јас сум некој гледам мислорет, туку луѓе за однос на збор си рекли, многу интересен збор мислорет. Имам завршено правен факултет и додека бев направен, секоја година љубоморев на различен факултет. Значи, една година љубоморев на антрополози, зашто не сум антрополог. Друга година љубоморев на филозофи, зашто не сум филозоф. Трета година психолози, па после општа компаративна книжевност. И толку мислам дека се тие 4 факултети еднаш од друго. И некако цело време викав кај дојдов направо, зашто стигнав дека, како сум од дека. И размислував секоја година која ќе биде годината кога ќе запишам втор факултет или кој ќе биде вториот факултет, ама никако не можев да одлучам сега ова ќе биде ако почнам да идам ако запишам на филозофски втор факултет, ќе сакам после пак дел од другиот факултет кој не сум имал можност. Реков добро, на кој начин јас можам реално да разговарам со професори, да се едуцирам за многу важни теми во средината и некако тогаш имав на почетокот емисија, окей, може некаква емисија. Тоа беше едната страна. Втората страна беше тоа што мислам дека видеоматеријалот и пренесувањето на пораки преку видео се порталот преку кој што нашата генерација може многу голем дел од своите идеи да ги сподели. Мислам дека тоа е дека да не го користиш видеото за пренесување на пораки во денешно време дека е грешка. И тоа беше втората побуда што имав. И третата беше буквално тоа прашање што си го поставам многу често, на кој што одговорот не може да дојде лесно во свој разговор, тоа е зошто не напредуваме и од кога ќе знаеме зошто не напредуваме, да видиме како може да напредуваме. И за просторитет би сакал да речам дека е емисија во која има дел што е подкаст. Моја омилена фаза, поверојатно заљубувањето, прв пат кога сум се заљубил, мислам дека прв пат си имам заљубено во 600 деление, кога ми светеле ушите и не сум знаел која скала да качам за да стигнам до дома и кога сум се смешкал прв пат на телефон, кога зборам со симпатијата, едноставно тогашната љубов, така да веројатно заљубувањето би било една од најинтересните фази кои што не мислам дека заљубувањето има само почеток, дека нема крај, дека ти се заљубуваш од едно во друго, во четврто и пето, дека тоа е еден цел процес кој не следи низ животот, така да веројатно би било заљубувањето. Ја да мекици, си знае да мекици сега периодов со тетките, ама никој не најдов дефинитивен одговор, да не го знаете вие. Нека остане мистерија, да, зашто ги прави мекиците. Поезијата дефинитивно, мислам, дефинитивно ми е подрага поезијата, иако сум му направото од денешна гледна точка до благодарен, мислам, заради тоа што тие погодности, односно начин на размислување што ти го нуди правото, тоа те на некој начин да ги сватиш темните, светлите страни на општеството, ама низ законот, како изгледат, а не како изгледат низ апстрактни дел, така да мислам дека таа комбинација ќе ми годи или ќе ми се најде за нешто следно што би сакал да го правам во животот.
како почнав да пишувам поезија? Мислам, ја пишував од секогаш фаталистичка љубовна проза под псевдоним на Tumblr и на Twitter, кои што двата профили ги имам избришани, многу ми е жал за сето тоа. Али тоа почна да го правам од 7 или 8 деление, кога прв пат го проучував мојот сексуален идентитет и на Tumblr имаше многу интересно, например, ти можеш да ставиш реално одвивање на секс као гиф, као движење и други ствари. Вау, што е ово, кој свет ја ќе влезам, човече, што ќе биде мојот живот? И тогаш почнам да пишам љубовна фаталистичка проза. И никогаш не завршува нормално тие 20 дани, после тоа ми се деси self-fulfilling prophecy, јас имав таков однос кај што нормално не завршија заедно и почнам да тонам во одредено мисловно безредие и некако лани, значи у јуни, приправно бев во адвокатска канцеларија и си одам од работа. Што правам, викам со животот, буквално кај се наоѓам, не сакам ова да го правам. Што сакам да направам и седнав само у Котур. Пиев пијачки Котур, спитнав го пијачки 3-4, доаѓа до мене лик кој што фасцинантен лик од моето детство, мислам, рапер Јоцифер Трајковски, не знам дали го знаете. Да го знаете, не го знаете, и се заправуваме мова една тема, друга тема, ми вика, што те вози тебе денеска? Викам, па не знам сега што ме вози на пишувањето, викам ме возеше едно време многу. Вика, пишуваш сега? Му викам, не, па зашо не пишуваш? Викам, па не знам, ај пишувај нешто, види вика како ќе ти изгледа тоа, е добро, викам, ајде, пишувам нешто, дојдов дома и напишав, не ми текнува што беше, преведено 4 стиха, беа, личеше на една строфа и реков, вау, човече, дали може ова се категоризира као поезија? И викам, не знам дали може, и почнав да ги пукам на close friends, на Instagram, дранг. Почнаа другарите да ме зберат, шо ти е, мрнат ли си, не трипај, вака ќе се изгубиш, кој ќе влезеш више у причава со поезијава, нема да сакаш да ти биде подобро, пошто сакаш многу да пишуваш за тагата, некои такви коментари имаш, и си чекај да видиш што ме даше него прифаќа тоа се. И у суштина ја немав читано, дур не беше наставно в клинци, кај што бевте вие, кај што упаднав ко падобраните, тогаш немав читано. И тоа охрабрување таму, значи благодарение на вас, ме натера после да пишувам поише и некако тоа се комбинираше со збирка. Со тоа што нема да кажам дека е збирка поезија, туку ја кажам дека е збирна едно време у кое се активно се менува. Баша има и рандом ствари, например, искртани од мене, има и по некој текст, така да нема да биде само поезија. Едном добиам нареден месец, декември, не знам каде, ама сакам да читаат сите овие мои другари што ме заебаваа на почетоков, као они да читаат дел од песните, да ги читаме заедно, тоа мислам дека ќе биде интересно за гледање, особено што некои од нив се од сосема другата страна на било што е поврзано со култура, камо ли поезија, као може да немаат ниту една поема прочитано пред да треба да читаат тогаш. Некако ме привлекува таа спротивност, кај што еден човек што никогаш не би можел да го замисли што свет на поезија, би го следил свет на поезија и дури може подобро порака да ја пренесе. Ке се вика, сакав да се вика преживувајќи го четврток. Ама чим сум тука, го преживеав четврток и сакам да бегам од тој некој фаталистички менталитет, као дека готово е крај на светот, така да е. Така да ја префрлив у јас сум четврток и од јас сум четврток додадов прашалник на крај. И јас сум четврток. И тоа беше финалниот наслов. Умирено дело што се однесува со машките ви е Агонија и екстаза. Не знам дали се Living Stone, тоа е за животот на Микеланџело. Што фасцинантно, низ таа книга таа книга мислам дека ми е една од најцитираните книги која што малтретира народ, кој знаете ли што правил Микеланџело? 16 сати цртал рака на пазар и некои такви као ствари имав. Друга многу ми се свијаше од Руки Мураками, западно од границата, јужно од сонцето, кратка е, има 102-30 страни, која што главниот лик, протагонистот, се заљубува од девојка што криви со ногата. Тоа ми беше предобро, долго и се свиѓаше таа книга. Од Русјаков читав една многу добра книга, Хотел меѓу две војни, се викам, бромно се бенде со таа книга.
битолска приказ на која в првиот пат у Битола, добро знаете што се дешава тука по ваши улици, не знаете како не знаете. И многу интересна работа за таа книга е што многу случајно отидов на промоцијата на книгата. Ја живеам во Карпош 2, се таму живеам секој, ја имам некои одредени несогласувања со многу ставања, но сум го почитував како човек. И тука кај мене мало се движам и постариот од мало требаше да идат на промоција, вик, јас со кола не може такси идат, кај идеш бе, викам, па не иде дома си, да нема дома, ќе идеме на промоција, ги качев во кола, ги однесов и така ствари. Стигнав на промоцијата, ништо друго, пиене биде таа. Агонија екстаза, јужна од границата, западно од сонцето и хотел ми две војни. Веројатно и двете. Веројатно и двете, со тоа што да речеме за No Shave November, прв пат имам оставена брада, односно брк, да се купам јакна во City Mall, пошто беше ноември и Спрингфилд, мислам, некаш легав. И пишуваше 30% на јакна, ако имаш бркови, а имав 14 години, значи имав трче влакна и знам дека се оставив и отидов и останав со бркче. А No Nut November, да, и тој го, и No Nut November го брекнав, така да, ја викам. Тоа веројатно ослободување.